Сега, за книгата промотивна реч ќе има професорката доктор Ана Димишковска од Филозофскиот факултет. Повелете, професорки. Благодарам. Почитувани присутни, дозволете ми на почетокот да го изразам, да го споделам своето чувство на голема благодарност поради честа што ми е укажана со поканата да бидам промотор на ова несекојдневно и оригинално издание, книгата Пет есеи од Милчо Манчевски, со предговор на професор доктор Иван Джапаровски во издание на Филозофското друштво на Македонија, како трета книга од едицијата Филмософија. При тоа морам да признаам дека уште не сум начисто, односно не ми е сосем јасно, дали фактот што овој вечерашен настан се одигрува во исто така еден несекојдневен, невообичаен простор со име лабораториум, е коинциденција или е дел од режисерскиот мастер план. Имено, самото значење на овој збор, лабораториум, така односно лабораторија, или во превод работилница, ми се чини дека е во суштински дослух со самата содржина на оваа книга. Затоа што лабораторијата, нели обично ја асоцираме, ја замислуваме како еден задкулисен, тајновит, скриен простор, каде што се одвиваат оние суптилни процеси на создавање, на креирање, просторот каде што тече крвта, потта и солзите на творецот, кои што после се дестилираат во оние опипливи вредности, кои што просјајуваат, прозрачуваат како резултат од тој творечки процес. Читајќи оваа книга, имам впечаток дека во неа авторот Милчо Манчевски, кој што е за сите нас познат како автор со врвни, светски признаени и препознаени филмски остварувања и во други уметнички жанрови што се допираат со филмот, всушност ни овозможува да доживееме едно сосема поинакво искуство што е различно од гледањето и доживувањето на неговите филмови, меѓутоа кое што е суштински комплементарно со нив. Имено, како што реков, ми се чини дека тој со овие есеи ја подотвора на еден така љубезен, колегијален, великодушен и другарски начин вратата од таа своја уметничка, творечка, интелектуална лабораторија и ни овозможува да дзирнеме во тие алхемиски процеси во кои што цела една лепеза на творечки субстанции така се интегрираат, така се амалгамираат, што постојано го имате оној впечаток, она чувство на ризичноста и непредвидливоста на творечкиот процес, во кој што во секој момент со подеднаква веројатност може да настане деструктивна експлозија, нели само деструктивна, или може да го пронајдете каменот на мудроста. И во таа смисла ми се чини дека она што и во предговорот на самата книга го истакнува професор доктор Иван Джапаровски, дека станува збор за една оригинална структура на 3 во 1, нели, на една формула во која што се обединуваат не само сценаристичкото и режисерското, туку и книжевно, есеистичкото искуство, е навистина добро ја доловува суштината на оваа книга, бидејќи низ неа, всушност, Милчо Манчевски на дело ни покажува како пулсира таа сложена интеракција помеѓу филозофските идеи, естетичките принципи, личното искуство, личниот сензибилитет и, да кажам, големото знаење, големата занаетска и теориска и практична вештина. Се разбира, како што ќе видат сите читатели на оваа книга или како што веќе имаат видено оние што веќе ја имаат прочитано, таа релација е напати динамична, напната, нели, далеку одмазна и хармонична, меѓутоа толку повредни се и неизвозбудливи се незините резултати. Исто така би сакала да го споделам и фактот дека, читајќи оваа книга, постојано наум имав една метафора која што не произлегува ниту од филмската, ниту од филозофската сфера, туку од, да кажам, градежничката сфера, односно онаа метафора на копање тунел од две различни страни, нели, под еден грамаден масив, кога треба да се пробие тунел, во кој што две екипи тргнуваат од различни страни, меѓутоа се сретнуваат некаде на половината, во идеална ситуација, во оптимална ситуација се поклопуваат. Сега, мене ми се чини дека на овој наш вечерашен настан, а и во самата конструкција на книгата, всушност филмската и филозофската екипа тргнуваат од две различни страни, меѓутоа се пресекуваат некаде на средината, под тој грамаден масив на човечкото екзистенцијално искуство и токму тоа ја дава вредноста на оваа филмософска перспектива.
Така што, копајки од сопствената страна на тунелот, односно од филозофската димензија, јас би сакала накусо да се осврнам само на еден многу мал дел, значи многу мал спектар на одредени аспекти и идеи од оваа книга, кои што барем за мене беа особено стимулативни и кои што има најинтензивна филозофска резонанција. Првиот аспект со кој што би сакала да започнам се однесува на самата структура, значи на самите структурни стилски белези на есеите. Имено овие есеи се исклучително тематски хетерогени. Значи во нив ќе видите дека секој од нив третира специфична проблематика. Било да се однесува на односот на уметноста и општеството со посебен фокус врз насилството и неговиот третман, било да се однесува на односот на партикуларното и универзалното во уметноста или на тоа како да се создава една тотална уметност, дали станува збор за односот на сценаристичката и режисерската димензија во создавањето на делото, било да станува збор за односот помеѓу теориските и практичните димензии на творечката дејност и уште многу други хетерогени прашања. Меѓутоа, книгата не е помалку хетерогена и во стилски аспект. Значи, читајќи ја неа, ќе видите дека буквално имате чувство како постојано да се менува регистарот и тонот на таа книжевно, да кажам, филмософска комуникација. Имено, некои есеи се напишани буквално во строгиот стил кој што асоцира например, на логичко-филозофскиот трактат на Лудвиг Витгенштейн, првиот есеј. Понатаму, некои од нив наликуваат на некој научно-есеистички пристап, значи на некоја творба напишана во научно-филозофски есеистички стил, особено од естетичка провениенција, додека некои личат на обичен другарски малски муабет, така да се каже, во кое што во необрзан разговор се соопштуваат некои лични режисерски и сценаристички искуства. Сега, меѓутоа, ни сета таа хетерогенност пробива едно единство од друг вид. Мислам дека умешноста на Милчо Манчевски како есеист е во тоа што тој низ целата таа хетерогеност успева да создаде една целина од повисок ред, една метацелина која што не знаете како функционира како единство, меѓутоа длабински го чувствувате тоа. И ми се чини дека со таа своја димензија на есеистичката дејност, Милчо Манчевски всушност, да употребам еден од неговите термини, го рифува на некој начин и своето филмско искуство, значи пристапот на своето филмско творештво, затоа што, како што знаат сите познавачи и љубители на неговото дело, меѓу кои што безрезервно нели се вклучувам и себе си, во многу од неговите филмови ја имаме истата таа наративна структура. Значи структура која што е составена од различни, навидум неповрзани елементи, значи од сосема хетерогени, приказни, стилски, режисерски постапки, кои што на некој начин сепак се обединуваат на едно повисоко ниво и просто го скокоткаат умот на гледачот да ги извлече тие заеднички нишки што ги поврзуваат различните хетерогени елементи и да ја создаде или да ја пресоздаде таа целина која што на некој начин се создава во интеракцијата помеѓу уметникот и реципиентот на неговото дело. Исто така, друга димензија која што е и во самиот предговор зафатена на ова режисерска, мислам, книжевна постапка на Милчо Манчевски, е и тоа што таа е постојано во еден интермедијален и интертекстуален диалог со многу други филмови, книги, културолошки парадигми, кои што не се на површината, туку се скриени некаде во внатрешноста. Во таа смисла, идејата дека овие есеи се лежерни и пријатни за читање, да, навистина е издржана и тој впечаток е валиден, меѓутоа ако прочепкате малку под површината, ќе видите дека таму се на некој начин имплицитно присутни некои од најголемите, најсериозните филозофско-естетички прашања кои што низ историјата на овие дисциплини се имаат развиено. Сега со оглед на тоа дека времето за нашата промоција е крајно ограничено и дека сите сме нестрпливи нели да се дружиме со филмското дело на Милчо Манчевски, јас би сакала со краен напор на волјата нели да се фокусирам само врз неколку идеи кои што мене ми се чинат особено релевантни и кои што ја поврзуваат таа филмска со таа филозофска димензија на неговото дело. И тоа се три клучни збора кои што на некој начин постојано се јавуваат
во есеите на различен начин и во различни контексти, а тоа се концептите, односно клучните зборови на приказната, вистината и довербата. Што се однесува до концептот на приказната, неколку пати во повеќе своји есеи Милчо Манчевски ја повторува таа идеја дека според него вистинскиот столб на добриот филм е приказната. Не неговиот заплет, туку приказната. И дека и режисерот, и сценаристот секој на свој начин придонесуваат кон тоа филмот да ја реализира таа своја мисија, да раскаже на оптимален начин една вредна и квалитетна приказна. И сега јас, велам, од режисерско-сценаристички аспект не можам да развијам таа идеја, бидејќи не е во мојот домен, меѓутоа од една филозофска гледна точка и од гледна точка на реципиент на ова филмско дело, не можам доволно да пренагласам ова идеја, односно, мислам дека идејата дека, навистина, како што вели Милчо Манчевски, изгледа сме ние така фабрички направени, што приказните ни се суштински неопходни за нашиот опстанок и за осмислувањето на нашата екзистенција, мислам дека е тоа една идеја која што целата филозофска дејност, не само антропологијата, не само книжевното и другите форми на творештво ја потврдуваат, и многу ми е мило што е тоа на таков начин воочена и развиена во делото на Милчо Манчевски. Таа улога на приказната како некоја алатка која што ја надминува она екзистенцијална јанза и која што е поврзана со давањето смисла и цел на нашата екзистенција, со поврзувањето на нашите индивидуални човечки искуства преку нишките на емпатијата, на земното разбирање, е на некој начин идеја што е многу присутна и во современата филозофска дејност. Например, еден од најстакнатите представници на аналитичката парадигма во филозофијата современа, Даниел Денет, дури самиот концепт на селф, односно на себство, ќе го дефинира како центар на наративна гравитација. Односно, ќе покаже всушност дека идејата на приказната е вткаена во самото наше чувство на личност, или било на индивидуално, било на колективно себство. И тука, во овој контекст, би сакал да споменам една идеја, со која што ја има формулирано Милчо, меѓутоа под која што со две раце јас би се потпишала, бидејќи дава една многу интересна визија за тоа како се поврзани два сегмента од интелектуалното и духовното творештво, што обично ги сметаме за опозитни, односно рационалното и интуитивното. Имено неговата сугестија е дека во добрите квалитетни приказни е содржан еден специфичен вид длабинска рационалност, кој што кога ги слушаме и кога ги доживуваме тие приказни, се интернализира, значи влегува на едно длабинско ниво во нас и кога доволно ќе се интернализира, самото се пројавува како интуиција. Така што таа врска помеѓу, односно статусот на интуицијата, како еден вид на длабоко интернализирано рационално искуство, длабоко повнатрешното и впиено преку тие културни образци и матрици на приказните, мислам дека е нешто многу вредно и квалитетно и за него заслужува да се, значи ова идеја заслужува многу подлабински да се развие. Втората идеја што ја споменав е идејата на вистината, особено нејзиниот однос со фикцијата. Тие што имаат макар и мало познавање од историјата на филозофијата знаат колку вистината е еден комплексен, сложен, хетероген концепт, што нема централна улога само во логиката и во епистемологијата, туку и во естетиката, антропологијата, нели, аксиологијата и другите филозофски гранки. И пак тука со една извонредна суптилност и оригиналност, Милчо Манчевски ја варира таа тема за односот на вистината и фикцијата и воспоставува една многу суптилна дистинкција што можеби личи на она хегеловската дистинкција помеѓу хегеловското, нели, споменување на категориите на умното и стварното. Така што тој вели има разлика помеѓу она што фактички се случило, односно фактичката димензија на настаните и вистината на тие настани како сваќање на она како стојат работите во суштина, која е емоционалната и концептуалната срж на нештата. И дека всушност уметникот е во потрагата по ова второ рамниште, по она емоционална и концептуална срж на нештата, која што не кореспондира еден на еден со фактичката димензија на настаните, туку представува една посебна, да кажам, филозофски и уметничка категорија. И третиот елемент што би сакала да го споменам, односно третата идеја, е идејата на вербата и довербата.
Значи, тоа, вака лично да речам, исклучително ми остави впечаток, што сакам да го споделам со вас. Идејата дека во создавањето на уметноста и во незиното доживување и прифаќање, клучна врска помеѓу уметникот и реципиентот е вербата. Кога уметникот пристапува со верба кон своето дело и кога реципиентот, гледачот или читателот исто така пристапува со верба кон она што го создал уметникот. И дека тука всушност се ткае еден посебен вид врска на заемно изложување, нели? И една назаемна ранливост во која што и од страната на творецот и од страната реципиентот се изложуваме на тоа да бидеме длабински човечки допрени. А таа врска, значи таа заемна верба, се создава меѓу другото на тој начин што уметникот кога создава, така барем смета Милчо Манчевски, а јас апсолутно се согласувам со тоа, е примарната верност, значи примарната лојалност, него не му е ниту кон публиката, ниту кон самиот себе си, туку кон делото што го создава. Значи, верноста на делото и создавањето на еден вид, како што го вели тој, речи си љубовен однос, значи однос на влюбување, во кој што човек ја екстернализира својата суштина во материјалниот свет преку нешто што го смета за витално важно, суштински за себе си и за другите, дека квалитетот на тој однос е она што го прави вистинското уметничко дело и што ја сочинува уметничката автономија, еден вид на негова еманципираност од сите надворешни фактори што го сочинуваат тоа дело. И за крај би сакала да кажам дека читањето на оваа книга за мене ме натера, како да кажам, да малку подлабоко така да ги фатам подлабоките и да ги обмислам подлабоките слоеви на категоријата на успехот, нели? Затоа што ако е некој светски успешен режисер од нашево поднебие, кој што е верификуван, кој што е ценет, нели, почитуван, често дело истражувано во светски рамки, тоа е секако Милчо Манчевски. Меѓутоа, ако внимателно ја читаме неговата книга, ќе видиме дека критериумот за успешност и за успех што така пробива, што прозрачува од неговите есеи, не се идентификува со овој надворешен елемент, туку се идентификува со еден друг, задоволувањето на еден друг внатрешен критериум, а тоа е оној критериум на верноста кон себе си и кон своето дело. Значи, вистинскиот успех, колку што јас ја разбирам, пораката што ја праќаат овие есеи, е тоа да се остане во тој чесен и искрен однос кон делото што се создава, како една врска помеѓу себе си и другите, себе си и светот, и дека кога така се постапува, со тој степен на посветеност и искреност, дека тоа е вистинскиот внатрешен успех. А тоа дали надворешниот успех ќе дојде, тоа веќе уметникот на некој начин и во суштина и него засега. И за среќа, значи најверојатно кога се постапува така, некако тој квалитет внатрешен прозрачува и во надворешниот свет, како што го покажува случајот на Милчо Манчевски. Меѓутоа, мене ми се чини дека дури кога тоа не би било така, значи, дури кога средината и времето во кое што живее еден таков уметник не би го препознала тој квалитет, дека еден уметник со форматот и со етосот на Милчо Манчевски воопшто не би бил загрижен за тоа и воопшто не би бил фрустриран. Туку со една хегеловска сувереност би рекол дотолку полошо за средината, дотолку полошо за времето кое што не го препознава тој квалитет и би продолжил и понатаму честно, искрено и бескомпромисно да го следи својот пат и да го негува тој искрен, продуктивен и, како што реков, во известна смисла љубовен однос кон своето дело. Му благодарам нему и ви благодарам и вам.